Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп. Богатото и разновидно книжевно дело на Стале Попов по своите литерарно, историски и уметничко-естетски вредности представуваат значања и валидна значенка на тековите и традицијата, движењата и резултатите на современата македонска литература. И повеќе од тоа, делото на Попов е веќе наша класика. Тоа е делот вековната и неуништива трајност и обстојување, самобитност и непокор на македонскиот човек и на Македонија. Неговиот верен одраз представува тестамент не само меѓу неговите мариовци, туку и на својот македонски народ и својата татковина Македонија. Појавата и значењето на Стале Попов во современата македонска литература авторитарно и аргументирано ја отсликува македонскиот поет, прозаист, драмски писател, научен работник, преведувач, доктор по филолошки науки, универзитетски професор, а пред се негов син Георги Сталев, кој ја именува како историска неминовност, каде што за својот татко вели: Стале Попов не ја бараше само нашата литература, туку и нашата литература го бараше својот Стале Попов. И го најде. И ни го донесе, бидејќи тој мораше да дојде, зашто него го подготвуваше историјата. Него го подготвуваше неговиот народ, македонскиот, но пред се мариовскиот, со сите своји маки, радости и страдања, со сите своји напластени животни искуства низ времињата, кој го бараше и чекуваше својот запишувач, кој ја создаде големата македонска книга на легендите и преданијата, на обичаите и магиите, на песните и ората, на тажалките и клетвите, на таговините и радоснините, големата македонска книга на долгите робства и непрестајни бунтови, на отпорот и непокорот, на победите и поразите, обемната книга на севкупниот македонски етос, како што можеме да го наречеме литературното дело на Стале Попов, кој како за цело време да пишува само една единствена книга, можеби една од најмакедонските книги, книга која ја има едно единствено име Македонија. Драги мои, читајќи го богатиот литерарен опус на Стале Попов, кој за мене представува изводрено значаен и вредносен материјал, непресушен извор кој постојано и секогаш одново при секое навраќање и ново толкување открива се нови и квалитетни значења и мноштво вистини од сопствената многослоевитост и значност на односите меѓу индивидуалното, авторското и колективното чувствување и изразување, ме наведе мене заедно со 250 жители, мариовци, колку што денеска ги има во Мариово,
да го дополниме неговиот богат литерарен опус со нови приказни за легендите и преданијата, обичаите и магиите, песните и ората, зато жалките и клетвите, за таговините и радоснините, да ја надополниме неговата голема македонска книга на долгите робства и непрестајни бунтови, на отпорот и непокорот, на победите и поразите, преточено преку објективот на нашата камера. Читајќи го богатиот литерарен опус на Стале Попов, правејќи анализа на неговиот бесценет запис на приказните и легендите и преданијата, обичаите и магиите, песните и ората, за жалките и клетвите, за таговините и радоснините во времето кое одамна заминало, а пред се направената анализа на романите Кале Шања и Толе Паша, чие дејствие е тесно поврзано со градот Прилеп, и надалеку познатата македонска песна "Попат одам, запад прашам, кој пат води за Мариово", и се разбира од непосредните сознанија кои ги добив од моите мариовци, дојдов до заклучок дека Мариово како регион во Македонија од памтивека па се до денешново господово лето 2016, животот на мариовци непрекинато се одвивал и преку два патни правци, и тоа патниот правец село Витолиште, планински превој Перун, село Позарско до Меглинско, и патниот правец Прилеп, превој Слива, превој Писокал, село Кален, Кокре, Дуње, кој се дели на 4 патни правци, тоа: првиот од село Дуње во правец на Мемедова чешма, Расимбегов мост, десно село Бешиште, Полчиште, село Зович, Старавина, село Градешница, како собирно село од селата Ивени, Грумази, Петалино, Будимирци, Рапеш, Маково и Скочевир, вториот од село Дуње, Пештани, Вепрчани, Врбско, Годјаково, Галиште, Мајден, Рожден, превој Козијак, село Живово, Витолиште, превој Пулјевац, село Позарско, Меглен, третиот патен правец село Дуње, Крушеица, Чаништа, Бонче, Подмол, и четвртиот село Дуње, превој Лигураса, Штавица, Старо Лагово во насока лево кон Битола и десно кон село Чумово, Волкосело, Ајван Пазар Прилеп, изграден пред 100 години за потребите како за првата, втората балканска, така и за првата светска војна во должина од околу 180 километри, чии 10 километри врват и низ атарот на селото Штавица, каде што токму оваа патна делница и мариовци денеска ја нарекуваат француско џаде, француски пат, која патна делница во француските воени картографски записи се води како Лигураса, а претходно наброените мариовски села, меѓу кои и селото Штавица, како воено-санитетска интендантска позадина. За Мариово многу е пишувано, како од домашни, така и од странски патеписци. За Мариово исто така се снимани многу документарни филмови, исто така се снимани и многу филмови. Еве овдека дојдовме во Мариово да направиме нов серијал, и тоа во Прилепскиот дел на Мариово, почнувајќи од Прилеп, а првото село пред да дојдете во срцето на Мариово е селото Штавица. Преку селото Штавица ќе се упатиме до превојот Слива, од превојот Слива ќе се упатиме до превојот Висока, од превојот Висока точно ќе слеземе во Мариовската низина, до Расимбегиов мост, а потоа ќе продолжиме до Витолиште, во така нареченото Старо Мариово. А од Витолиште преку Старавина ќе се упатиме по срцето на Селечка, а од Селечка по кањонот на реката Црна, преку Скочевир, што се вика целиот регион на Мариово, кој што го зафаќа најголемиот, односно централниот дел на Македонија и 10% од делот на Република Македонија. Сето тоа ме наведе новава приказна за Мариово да ја продолжам одовде, од југоисточните падини на Селечка планина, од селото Штавица, кое е распослано на североисточната страна на врвот Веселец, на околу 800 метри надморска височина, за кое село легендата вели дека Штавица
Покрај тоа што е Прилепско село, тоа од памтивека е и Мариовско, а мештаните од дедо, прадедо се Мариовци. Ова е селото Штавица, познатиот филмски град во Македонија. Тука си има филмови снимано поичем, меѓу кои е Пред дождот, Прашина. Овдека е синјорот помеѓу Пелагонија и Мариово. Од Штавица, која во себе се уште има типичен македонски рурален амбиент, е со најавтентична зачувана старина, која од сите страни докаде ми допираше поглед ја наблюдував долината во која од памтивека обстојува, окружена со речиси голите планински била, заедно со неговите камени куќи, плевни и аргачи, сооръжаници на покривите, повеќето разрушени и напуштени, распослани меѓу огромните и необични по форма гранитни карпи, чии домајкини одамна се далеко во туѓина, а јудското зеленило по ливадите смирува со своето спокојство. Од Штавица, чии типичен македонски рурален амбиент ме подсетува на приказната и трпео Мариовците и маглата, објавена во книгата со хумористични народни приказни од Стале Попов, што ни беше лектира во основното училиште, кога Пео со своите Мариовци кинисани за Прилеп се искачиле на една од овие високи карпи за да го погледаат градот, кога полето целата падина им се видела како бела, тогаш Пео се направил важен па им рекол: "Ту бре Мариовци, ами не гледате оти падината е полна со волна." И уште Пео не ни го дорекол убаво зборот, Мариовците еден по еден скокнале од карпата во маглата да соберат што повеќе волна. Чија приказнава е само сегмент на македонскиот хумор и сатира и нема никаква врска со реалноста од и самиот Стале Попов е Мариовец. Овде од Штавица, чиј нејзин декор е искористен и пренесен во многу кадри од досега 6 документарни и играни филмови: Обстанок, Одмазда, Пред дождот, Миротворец, Предаство и токму пред неколку години снимени се секвенции од филмот Прашина на режисерот Милчо Манчевски. Сето ова што претходно ви го раскажав и тоа што ќе следи во понатамошниот тек на репортажава ме наведе по заобиколната патека да се симнам во селото во првата куќа во домот на домајкините Христо и Пеша Митревска. Јас сум Христо Митевски од село Штавица, Од кое семејство си? од Мицовци. Татко да. На пазар во Прилеп одев само да се пострижам и еден геврек да се купам. Се на се арчот беше 6 динари. Решив да барам друга работа. Се главив како овчар кај бонета во село Кокре. Од парите што ги заработив, си купив панталончиња и едно ремче, а другите ги дадов на татка. Таму се запознав со сопругата. Свадба направивме со зурли и тапани. Имаме 470 овци, со тоа живееме. Сака работа, сака зоб, се снабдувам, наше семе, нешто си купуваме, тритикале, јачмен, ченица, има 100 декари семе наше земе, преку 300 јагнина извадаме. Во 1967 година заминав на гурбет во Штутгарт, Германија. Работев 2 години. Во бракот имаме еден син и една ќерка. Од спечеленото на двајцата им направих куќи во Прилеп. Со нас е син ми, а ќерката тука мажена е, во Бонче.
Јас се викам Викторија Стојановска. Колку години имаш? 8. Кој деление си? Трето. Кај одиш на училиште? Во Рамполевката. Во кој? Во Прилеп или во Старолагово? Овде во Во Прилеп. Прилеп, а? Како ти сега наставничката? Наталија Ристеска. Добра или лоша е? Добра. Колку другарки имаш таму во училиштето? Полно. Кој ти си тие? Ајде не кажеш некој. Вероника, Јована и Александра. Кај е пува овде, во Штавица или во Прилеп? Во Прилеп. Овде како си, кога ти си дојдеш во селото и помагаш на тато и на мама? Да. Кој те кара повеќе, тато или мама? Мама. Имаш дадички или бато? Брат. Како ти се вика бато? Стефан. Колку години има? 12. 12. Кој повеќе се овај го се го слушаш, ти бато или бато тебе? Јас бато. Што сакаш да видиш кој ќе порастиш? Не знам, немам уште Кој предмет размислен. ти е полесен? Македонски, математика, ликовно, физичко, музичко? Македонски и математика. Што учите по македонски? Се песнички. Како се вика чичо? Да. Давор? Како се вика тато и мама? Любче и Зоња. Дадичка имаш? Да. Како се вика? Христина. Братче имаш? Не. Уште една дадичка имаш или? Да. Како се вика братучерката и другата? Викторија. Кој те кара повеќе, тато или мама? Мајка Мама кој ми. те кара? Така. Така. И што си играте вака со дадичката? Со играчки. Го слушаш тато? Да. Мама? Ширачи со Да. дедо дури в планина. Ние сме единствено семејство во Штавица што имаме чешма од водовод. Со синот го каптирав изворот на оддалеченост од половина километар и доведов вода. Сите работи ги врши жена ми, оти јас сум речиси надвор од селово со овците. Ние сме од поредките семејства со дечиња во Штавица. Јас се викам Христина Мицеска. Учам во училиштето Рамполевката и сум 4-то Г одделение. Како ти сека наставничката? Наставничката ми се вика Билјана Илиовска. Со што помина мејатата година? Со петка. Овдека кај е пубаво да се живее, во Штавица или во Прилеп? Во Прилеп. Имаш другарчина таму? Да. И како ти се вика другарчината што учите заедно, што седите во училиште? Само трите ќе ти ги кажам. Ајде. Наталија Шејкеровска, Матеја Томеска и Наталија Стојчевска. Како ти сека наставничката? Билјана Илиовска. Лошо е или добро? И добра и лоша. Кој предмет најмногу го сакаш? Математика, македонски, физичко, ликовно, музичко? Математика и ликовна. Што сакаш да бидеш кој ќе порастиш? Не, Или уште си малечка? уште сум малечка. На мама и на тато и помагаш дома овдека? Кој ќе дојдеш? Да. Што и помагаш? Кој ќе чиста нешто и за славата кој чиста. Училиштето престана да работи пред 10 години. Учениците одат со минибус во Старо Лагово. Крпен живот, пријателе, ми велеше тој. Исто како оној запишан кај нашинецов Стале Попов. Движејќи се по прашливите улички го посетив и 80 годишниот Крсте Митревски,
Човек кој 12 години бил одборник во собранието од општината Прилеп, каде што од кога е роден живее во неговата куќа, која е користена како екстериер во филмот Пред дождот, а заедно со него се упатив во Српската црква за да ја отвори малку да позачисти. Во црквата речовитиот 80 годишен клисар Крсте Митревски многу работи ми раскажа и за селото и за црквата. Селото Штавица се вика првен било преку река, ова Сливје се викало селото. А после Трлаш имало таму горе во тоа карпите и сето гној. Од тука Штаве поникнувало. И Турчин еден бил и тој преку река живеел тука. Во тоа време ги молеле за црква, не можеле сиромашко селото да направат црква. Турците не давале. И предедо мој Илиевски, што се викам, бил заробен кај некој турчин 9 години. Тој знаел многу јазици. И со тоа појди луѓето во Битола, не му давале турците, сиромашко е селово, не можете да направите црква. А пошол и тој предедо ми пишање во црквана, и турски дека знај, не и примале, овој по турски кому зборна лела ваму. За тебе рече ќе дам да се направи црква. И така постанало селото Штавица. Јас само еднаш сум ја напуштил Штавица, и тоа во 1944 година, кога ги гоневме фашистичките орди до Осије, ми велеше тој. Селово имаше над 70 куќи, со многу стока, ораници и род по нивите. Вриеше од деца во училиштето. Сега има околу 30 семејства, повеќето стари лица. Селово многу одамна го формирале доселеници, двајца овчари од Порече, кои бегале од зулумите од турците. Тие биле светоминци, го славеле празникот Светимина, кога по нив почнале да се населуваат и други, барајќи им ги домовите низ планината, слушале, овчарите се таму меѓу Штавието. По многуте корени Штавај на селбата го добило името Штавица. Со текот на времето се доселиле и други семејства, давајќи го конечниот лик на селово. Тие ги празнуваат славите Свети Арангел и Свети Никола. Овде постојат римски гробишта, што наведува дека тука оддавнина постојала населба. Во меѓувреме ни се придружи и Миле Митревски, еден од луѓето што ги сретнавме во црковната ливада. Потекнуваме од ова село, јас сум овде роден, инаку не знаа по прекарот Толевци, и овде сум и јас роден. Нема многу живеен овде, сме рано дојдени во град Прилеп и живееме таму. Редовно го посетуваме селово во црква на сите слави, на сите овие Било за верите, било за Бог. Да, за сите слави или свечености или верски работи, сидиме црквата ја посетуваме и си палиме свеќа нормално за здравје и така натаму. Па да не претерам, секоја втора недела веројатно сме овдеки и ја посетуваме и куќата и црквата, како што кажав, ако отворени во недела или во празничен ден. За ова село стварно можам да кажам дека луѓето сите доваѓаат овдеки. Еве може да видите, денеска може би работен ден е, помалце се случи, но инаку на сите слави има овдеки претерано луѓе, толку мислам дека стварно нема во Прилепскиот крај колку што има овдеки луѓе. А и сите се жедни, сакаат овдеки да се дојде, местото е преубаво, стварно е ридно, може би не е најплодно како другите што се полски земја, но секој би сакал да се врати во своето родно место, барем може би на кратко, може би некој на долго, и кој ако има услови, јас мислам да го посети, најубаво ќе направи. Пред неколку години бев ангажиран од режисерот Манчевски, дојде тука и ми рече дека му треба чесен човек што ќе му ја чува целокупната филмска опрема. Бидејќи сум ловџија и имам пушка, ме ангажира цели 32 дена и за тоа добро ме награди. Црквава, кабанаријата,
стремот и фреските на одредени делови од надворешната страна на црквата што ја гледаш, заедно се изградени за филмот Прашина. Иако мајсторите се штавичани, но ние си имаме наша вистинска, таа се вика Богородица, каде што од памтивека се ги негуваме, а детите, обичаите, свадбите, крштевките, ми велеше тој. Ја напуштам Штавица, првото село пред самиот влез во Мариово, упатувајќи се кон неговото соседно село Бонче, вам, драги мои, да ви подготвам нова приказна за Мариово, која ќе ми ја раскажат моите следни домајчини од селото Бонче, кое воедно е опишано во богатиот литературен опус на Стале Попов, правејќи анализа на неговиот бесценет запис на приказните за легендите, преданијата, обичаите, магиите, песните и ората, за жалките и клетвите, за таговините и радоснините во времето кое оддавно заминало, споредбено со непосредните сознанија кои ќе ги добијам од моите бончани, од мариовци. Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп.